Добро, почитувани колешки и колеги, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Пред само неколку дена, за жал, почина жената која што беше инспирација за борците за човекови права. Судиката на Врховниот суд на САД на Соединетите Американски држави, господјата Рут Бадер Гинзбург, која што е неуморен борец за женските права, за еднаквост, за родова еднаквост. Таа во низините извонредни говори и настапи ќе каже: местото на жената е секаде, на сите места каде што се носат одлуките. И да, така е. Во потполно, во целост се согласувам. Жените припаѓаат и треба да бидат на сите места во процесот на одлучување, подеднакво. Не сакав да верувам, но ете, се случува денес, дискутираме за предлог заменици министри, каде што можеме да увидиме дека целиот на апел кој што го испраќавме ние тука од оваа говорница, кога дискутиравме за предлог членови на влада, предлагачот го немаше слушнато. Имено, денес имаме предлог на заменици, од каде што во составот може да видиме дека имаме само 2 жени. Потенцирам, ние имаме само 2 жени од вкупно 16 заменици министри. Почитувани колеги и колешки, ова мораме да се согласиме, не е демократски, не е европски, а секако е противуставно. Чисто одбивам да дискутирам кога се зборува за квоти. Меѓутоа, сакам да потсетам, тука и предлагачот, дека токму во време на изборна кампања, едно од главните аргументи на предлагачот беше дека ќе се залага за 50-50 застапеност на жените во политиката. И како што велат поискусните, повозрастните, цената е по делата, а не по зборот, затоа што, помина само 1 месец, каде што ние имавме само 4 жени, имаме само 4 жени во влада, а денес имаме само 2 заменици министри. Согласно Уставот, член 9, граѓаните на Република Македонија се еднакви во своите слободи и права, независно од полот. Бидејќи предлагачот со неговите постапки несомнено покажува дека гласот на избраните представнички во овој дом несомнено е неиспочитуван. Меѓутоа и на тоа жените избирачи. Истовремено навестува дека постои можност со оваа тенденција на дискриминирање да продолжи и во наредниот период. Најверојатно реториката ќе биде сменета кога ќе дојдат изборите. Сакам да упатам апел до сите овдека присутни. До колешките, почитувани колешки, изминатиот период запознав брилјантни дами токму во овој состав, без оглед на политичката партија, и од опозицијата, и од власта. Вие сте хероините на оние кои што ви го дале гласот. Вие сте хероините на вашите ќерки, внуки, вашите сопрузи, на оние кои што ви ја дале поддршката. Ве молам, ова е тема во која што ние е потребно да се обединиме, за да ја сопреме оваа тенденција. Ќе упатам апел до нашите колеги, почитуван предлагач. Вие сте хероите на вашите семејства, сопруги се извинувам, на вашите синови, на вашите ќерки, на вашите пријателки, колешки. Ова е тема во која што вие треба да не поддржите и да покажете дека оние кои што ви го дале, ви ја дале довербата. Нема да изневерите и дека навистина верувате дека сите сме еднакви. Подсетувам дека женските права се човекови права. Пред самиот крај, секако ќе изразам жалење што во овој состав не наидовме на представници од помалите заедници и жалам што колегата мој сограѓанин од населеното место, од општина Петровец, не е присутен тука, нема да го споменувам неговото име. Меѓутоа,
очекував токму и од него да најдам поддршка, но и дискусија во оваа тема, бидејќи токму во предлог составот на заменици министри не гледаме представници на бошњаците, на србите, на власите, на ромите. Па од тука сакам да дадам секогаш шанса, прочем во духот на она што говореше предлагачот, и ние во општина Петровец сме пример за соживот, сме пример како се почитуваме, и еве користам оваа прилика од оваа говорница да ве поканам да не посетите, заедно да продискутираме, а верувам и многу ќе научите од нас. Особено од моите сограѓани од сите населени места. Овој предлог не гарантира едно општество за сите, и тоа навистина е тажно. Но, доколку се одлучи овој парламентарен состав, ова парламентарно мнозинство да даде шанса, нели, и да го избере овој состав на заменици министри, тогаш ќе искористам оваа прилика, повторно во истиот дух на давање на шанса и на конструктивност, да ги поканам и замениците министри, да ги посетат Зеленикова, каде што многу скоро имаше поплава. Таму нивните заменици министри не се појавија. Да ги поканам да посетат општина Илинден. Имаат многу што да научат. Општина Петровец. Да ја посетат изборна единица 3, но и цела држава, каде што ќе покажат дека се поразлични од нивните претходници и ќе бидат помеѓу народот, а ќе ги напуштат удобните кабинети. И на самиот крај, ќе завршам со една мисла на Маргарет Тачер. Таа вели, воопшто не морате да се согласувате со соговорникот, за да најдете заеднички јазик, мислејќи на соговорникот. Но оваа тема е токму тема која што овдека нас сите не обединува, затоа што преку темиве кои што денеска ги отвораме, ние треба да испратиме порака, особено за младите, дека тие имаат еднаква можност и дека тие овдека се еднакви со сите. Ви благодарам многу.